Добро вечер и Божи благослов. Уште еднаш, ово вечер сме собрани, се разбира, да го прославиме Господа, нашиот Бог, кој е Создател и Креатор на се што е видливо и невидливо. Така да ова вечер ви посакувам мир Божи, благослов Божи и се разбира, тука сме заедно да можеме да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. Ова вечер ќе зборувам за една интересна тема, всушност за една клучна и мотивирачка тема, а тоа е за надежта. Сакам да зборувам за надежта. Колку на сите нас навистина ни е потребна надежта. Новиот завет, стариот завет исто така зборуваат за надежта. Но всушност Библијата ни открива дека единствено нешто и важно нешто по прашање на надежта е надежта и верата во Господа Исуса Христа. Тој е нашиот Господ и Спасител. И затоа реков, оваа вечер ќе зборуваме за доста клучна тема или мотивирачка тема која се вика надеж. Знам дека надежта на сите нас ни е потребна и таа е надвижечка сила која што го движи сечи живот, па се разбира дури нашиот живот. Што е тоа надеж? Прво, охрабрување за секој ден. Ако секој ден во нашиот живот ја вклучуваме надежта, тогаш секојдневно ќе бидеме охрабрени и благословени. Друго, ветување и сигурност во секоја ситуација. Ако нешто денеска е сигурно, во секоја една пригода или во секоја една ситуација, всушност тоа е надежта. Затоа и надежта последна и умира. И затоа е многу важна и не само што е многу важна, таа е сигурна. Надежта во Бога е сигурна. Затоа апостолот Павле подоцна ќе каже во Тит, значи во посланието на Тит, се разбира кој го пишува апостолот Павле, значи послание до Тит, еве ќе прочитаме нешто од Светото писмо, втората глава, се разбира, значи послание на Тит, втора глава, еве што ни вели Словото Господово. Да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Господ Исус Христос. Значи, надежта во Бога е најсигурната работа, се разбира. А ако ја читаме книгата на проповедникот, ќе видиме дека сите вложувања и сите надежи во овој свет се само една таштина или нешто што е непостојано, нешто што не е вечно, туку нешто што е распадливо, нешто што е минливо. Но реков, надежта во Бога ни дава сигурност во секоја една ситуација. Нешто што треба да го исполни нашето, се разбира, очекување. Кога зборуваме за очекувањето и надежта, тоа е второто Христово доаѓање, се разбира, по црквата. Исус во 25 глава, во Евангелието на Матеј, точно зборува за неговото доаѓање. Всушност зборува и дава една парабола, символична парабола, која го вклучува неговото второ доаѓање, се разбира, по црквата. И затоа во Евангелието на Јован, 14 глава, значи Евангелие на Јован, ќе читаме 14 глава, еве што нам ни е запишено првите, се разбира, 3 стихови. Еве што вели Словото Господово, всушност ова се зборови на Господ Исус Христос, а се разбира ги запишал апостолот Јован, кој бил инспириран од Светиот Дух. И вели вака: да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и верувајте во мене. Во домот на мојот татко има многу места за живеење, а да немаше, зарев јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе и вие да видите каде што сум, се разбира, јас. Ова го зборува Господ Исус, ова е едно огромно ветување кон своите ученици, а се разбира
кон сите нас кои што ние кои одлучивме да го предадеме нашиот живот во Божји раце. И тоа е нешто што го очекуваме сите ние кои реков го предадовме нашиот живот во Божји раце. Душевна состојба на очекување, на верување дека ќе се случи и ќе се исполни тоа што реков сите ние интересно го очекуваме. Интересно е да се зборува за надеж во овие тешки времена, како што многумина се безнадежни или скептични дека состојбата не може да се промени. Или па, може да се промени. Значи, денеска живееме во едно такво тешко време, во едни такви тешки времена, каде што голем број на луѓе се безнадежни, скептични заради состојбата, каде што сега ние сите заедно се наоѓаме. Се разбира, зборувам за пандемијата, за COVID-19, за коронавирусот. Во текот на овој период, откако почна пандемијата, се разбира, изгубивме многу наши драгоцени луѓе, пријатели, роднини, комши, кои што длабоко се разбира бевме допрени до нашите срца и до нашите души. Ако видиме само статистика која е направена, ќе видиме дека за 24 часа во Македонија се направени 6173 тестови, а се разбира дека се регистрирани 1865 нови случаеви. Скоро близу 2000 луѓе се заболуваат секојдневно, се разбира, од коронавирусот. И затоа од таа гледна точка животот станува тежок и потежок. Голем дел на луѓе се потресени или живеат под стрес, под страв, под психичка тортура, вознемиреност, изгубени работни места, поскапување, несигурност, разочарување и други нешта. И затоа, кога ќе ги разгледаме посистематски сите овие нешта, ќе видиме дека навистина животот станува тежок и потежок, затоа што всушност самата пандемија, која што е веќе еден одреден период, сама таа по себе носи и своји последици. Голем број на луѓе се психички оптеретени, вознемирени. Голем број на луѓе чувствуваат во себе си страв. Стресот луѓето ги уништува и се пореметува не само нивниот физички изглед, туку се пореметува нивниот и духовен и ментален се разбира изглед. И затоа реков дека во овие тешки времена интересно е да зборуваме за надежта. Затоа што реков голем број на луѓе се денеска нажалени, обесхрабрени, разочарани, скептични, затоа што ситуацијата станува тешка и се потешка. Но верувајте ми, и тоа како ни е потребно да се зборува за надежта. И не само што ни е потребна надежта, туку треба да имаме надеж. И тоа вистинската надеж е само во Господа Исуса Христа. Ако зборуваме за состојбата во која што се наоѓаме и живееме, јас длабоко верувам дека само Господ може да ја промени целокупната состојба и да ни приреди една добра состојба, каде би можеле да живееме еден сосема скромен и нормален живот. И од сето тоа би биле ослободени, затоа што во Евангелието на Јован, 8 глава, 32 стих и 36 стих вика самиот Господ Исус Христос: кога ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ако Синот човечки ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Сакаме да имаме поубав живот. Сакаме да го избегнеме стресот, стравот, психичката тортура, вознемиреност и многу нешта, несигурност, разочараност. Тогаш многу е важно да се насклониме заедно и да вложиме нашата вера и се разбира нашата надеж во Господ Исус Христос. Кога зборуваме за надежта, таа е клуч со кој ќе пронајдеш сила или ќе смогнеш сила тогаш кога околностите стануваат тешки и се
потешки. Еве што вели псалмистот Давид во неговиот 40-ти псалом. Значи, псалом 40 ќе читаме од 1 до 3. Еве што вели Словото Господово. Трпеливо се надевам на Господа, и тој се наклони над мене и ја чуе мојата молитва. Ме изваде од длабочините на јазолот и од длабоката тиња, па ги постави нозите мои на камен и ги затврсти стапалата мои, а во устата моја вложи нова песма, похвала за нашиот Бог. Мнозина ќе видат и страв ќе ги опфати и ќе се надеваат, се разбира, на Господа. Исто така можеме да видиме во неговиот 46-ти псалом, ќе читаме од 1 до 3. Вака вели Словото Господово: Бог е со нас. Тој е нашето прибежиште и нашата сила. Затоа реков, надежта е клуч со која ќе ја пронајдеш силата, тогаш кога околностите или животот ќе стане тежок и потежок. Еве што вели псалмистот Давид. Бог нам ни е прибежиште и сила, докажан помошник, се разбира во невојля. Затоа нема да се уплашам, па макар и земјата да се разниша и горите да се срушаат во срцето морско, и ако бучаат и се креваат водите нивни, и да се тресат горите од жештината нивна. Во Псалам 56:4 вели: Божето ветување го славам, на Бога се надевам и нема да се плашам. Што може човек да ми направи? Псалмистот Давид секогаш постојано, без разлика на неговата потешкотија, па дури и пророците и апостолите, ја вложувале својата надеж на Господа. Тие безпрекорно, се разбира, се надевале и му верувале на Господа, без трошка сомнеш на надеж и вера. Еве што вели псалмистот Давид во 62 стих. Ке го читаме 5 и 8 стих. А ти, душо моја, само на Бога чекај, зашто само во Него е мојата надеж. Надевај се во Него, сите луѓе, во секое време. Отворете го срцето ваше пред го Него. Бог е наша сила и се разбира наше прибежиште. Значи, живееме во едни такви околности, каде животот станува тежок и потежок, но реков дека надежта е клуч, која ни дава сила. Зошто? Затоа што Бог е на наша страна, Тој ни дава сила и Тој е наше прибежиште. Единствено, ако Бог е наша надеж, само кон Него можеме, се разбира, да се склониме. Потоа, ти не си сам. Библијата често пати не охрабрува, ни дава надеж. И не само тоа, туку ова е Божјо ветување дадено за Божите луѓе. За секој еден кој ќе го повика името Господово, Бог му дава ветување дека тој е со него и дека тој никогаш нема да биде оставен ниту заборавен. Еве што вели: Божите ветувања кои влеваат надеж во сите нас. Прво, Господ е верен чувар. Еве што вели псалмистот Давид во неговиот 121 псалом. Значи 121 псалом. Господ е мој чувар. Или Господ е со мене. Тоа се Божите ветувања, се разбира, кои влеваат надеж во сите нас. Ги гледав очите кон горите, од каде што ми пристигнува помошта. Мојата помош е од Господа, кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да дозволи да се помести неговата војля или неговата нога. Нема да задреме оној кој те пази. Не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Господ е твој чувар. Господ е твоја закрила од твојата десна рака. Сонцето дејне нема да те гори, ниту месечината ноќе ќе ти наштети. Господ ќе те запази од секакво зло и ќе ја чува душата твоја.
Господ ќе го пази излегувањето твое и влегувањето твое од сега и за секогаш. Амин. Значи Господ е тој кој ни ветува дека нема да не заборави, ниту ќе не остави. Туку тој ни дава ветување, ни влева надеж дека ќе биде со нас. Еве што вели потоа и Господ Исус. Матеј 28 глава, значи Матеј 28 глава, ќе читаме 20 стих. Значи Матеј 28 глава 20 стих вика: учејќи ги да пазат за се што сум ви заповедал, ете јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Исто така во Матеј во првата глава 23 стих вика: и ете девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи Бог е со нас, или Бог е еден од нас, или меѓу нас. Потоа во Матеј 80 глава 20 стих Исус вели: каде се собрани двајца и тројца во Негово име, тој е меѓу нив. Ова се навистина огромни Божи ветувања дадени кон својот народ, кои влеваат надеж и посебна мотивација. Што вели псалмистот Давид во неговиот 23 псалам 4 стих? Значи Псалам 23:4. Еве што вели Давид: кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезел и твојата палка ме успокојуваат. Гледате Давид колку бил сигурен на својата надеж кон Бога и на својата вера кон Господа. Тој знаел дека во тешки околности, во тешки времиња, Бог е со него. И тоа е неговата се разбира надеж. И затоа вели: кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезел и твојата палка ме успокојуваат. Прво, важно и основно нешто. Надежта им е потребна на сите луѓе. Тоа е многу важно да го знаеме сите. Второ, надежта е наша секојдневна потреба. Значи, надежта е наша секојдневна потреба. Потоа, надежта носи добро здравје и таа го одржува човекот во сите негови животни бури. Значи, какви да и се проблеми кои доаѓаат, потешкоти во нашиот живот, надежта таа е кој може да не обдржи, да не благослови и да го води, се разбира, нашиот живот. Така да, само сакам да ви препорачам дека надежта во Бога и надежта и верата во Господа се клучни работи кои ни даваат сила и ни даваат сигурност и не охрабруваат секој ден, за да можеме да обстанеме и се разбира да продолжиме со Божја помош. Сакам да дадам една многу важна илустрација и каде што ќе можеме да завршиме, се разбира, ова проповед, се разбира, или емисија насловена како глас на вистината. Ако се потприш на човек, ако се надеваш всушност на човек, човекот лажи и умира. Ако се надеваш на дрво, дрвото скапува и гние. Надевај се на Господа. Твојата надеж положи на Господа, затоа што Бог ни скапува, ни гние. Тој ни лаже, не умира. Во Стариот Завет имаме толку стихови каде што зборуваат дека Бог не е човек па да се поколеба. И затоа е многу важно е да вложиме нашата надеж кон Господа. Самуил му вели на Саул, тоа е всушност првиот цар на Израел: светецот Израел не е човек па да се поколеба. Библијата, Божите луѓе, пророците, апостолите постојано зборуваат за таа Божја сигурност, дека Бог не е човек. И затоа многу важно е да ја вложиме нашата надеж, се разбира, во Него.
Тоа е многу важно, значи надежта во сите овие тешки времиња, многу е важно да ја вложиме во Господа нашиот Бог, а тој ќе не благослови и се разбира изобилно ќе не благослови и изобилно ќе го води нашиот живот. Затоа ова вечер сакам едноставно да те предупредам. Знам дека живееме во едно многу тешко време, каде што можеби надежта е изгубена, но Бог не повикува да ја вложиме нашата надеж, затоа што на вистина надежта е таа кој ќе не едноставно обдржува. Еве што вели апостолот Павле, се разбира, до Коринтјаните, значи апостолот Павле до прва Коринтјаните, 13 глава, ќе читаме 13 глава, еве што вели. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема е меѓу нив љубовта. Значи, повторно апостол Павле исто така ни зборува, се разбира, за надежта. Затоа е многу важно да ја вложиме надежта во Господа. Не во некои погрешни работи, туку се разбира во нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нека Господ навистина не благослови, нека ова вечер не даде добри и сладки соништа и се слушаме и се гледаме до наредната емисија насловена како Глас на вистината. Добра ноќ или пријатна вечер и Господ со сите вас. Чао! Добро вечер и Божи благослов. Уште еднаш ово вечер сме собрани, се разбира, да го прославиме Господа, нашиот Бог, кој е Создател